Гледайте пета сезона! Нова сезона! Тинтери шоу! Гледайте пета сезона! Кој беше резултатот на шестата задача? Не, шестата задача ми излезе 3. Мене ми излезе 2. Ајде да провериме. Ајде. Значи, или вака, или... А, да, навистина било 3. 3. Дечки, зашто Вања доцни дали рече ќе дојде да пишуваме домашно? И да, не знам зашто Вања доцни. Дечки, Вања вика од долу. Вања, почекај, сега ќе ти го фрлам клучот. Фаќај! Ана, клучот падна во шахта! Дечки, клучот падна во шахта! Како тоа падна во шахта? Вања, земи го, Вања! Вања, земи го! Станавме заклучени, Вања! Вања, станавме заклучени! Вања, земи го! Вања, земи го! Вања, земи го! Станавме заклучени! И сега станавме заклучени. Сега што да правиме? Не знам. Сега сите ќе добиеме неоправдани поради Вања. Добар ден, ученици! Добар ден, наставничке. Како сте добри? Да. Ана, Деја и Леон, зошто вчера не бевте на училиште, никој не го упрата? Наставничке, јас вчера го фрлив клучот на Вања од прозор за она да влезе во влезот, но клучот падна во шахта. Наставничке, вистина тоа беше несретен случај, навистина останавме заклучени дома. Како да не, клучот паднал во шахта. Такви лаги, знаете колку пати имам слушното? Лажете, така? Не, наставничке, вистина. Вања, вистина ли е? Еви, Вања може да бъде. Наставнички, јас не знам, заборавив. И за тоа ќе си добиете неоправдани за вчерашниот ден. Ајде да почнеме со новата лекција. Што вие, што сте такви? Како што сме такви кога прво добивме неоправдан, а втора нашите родители не ни веруваат за што се случи со клучот. И добро да не оправдам. Вчера помеѓу 13 и 17 часот засега непознати сторители го искористиле отсуството на домашните и преку отворениот прозорец влегле во семина. Кратците целосно ги пребарале сите простори, го пронашле клучот од спалната и оттаму одзеле кутија со разновиден златен накет. Ова е зграда. Останал цемениот накет кој бил собственост на ќерката и сината на собственикот на куќата се проценува на Овој грабеж бил вчера кога ние бевме заклучени дома. Не било несреќа, среќа било што сме останали заклучени дома. Значи, ние сме го спасиле твој стан. Како да не сте го спасили? Чекайте, дечки, морам да му се на татко ми. Ало, тато, видиш што се случило вчера? Кога е имало грабеж, сите станови биле ограбени, само нашиот не бил. Тоа е затоа што ние бевме дома заклучени. Гледаш, сега ми веруваш?
Гледайте пета сезона. Дечки, учевте за изпрашувањето по физика? Да. Јас цела вечер учев. Книга не испуштив од рака. Јас не фатив книга. Ама ништо не утеше? Буквално ништо, само за брзина. Видете, иде на страничката. Добар ден, ученици! Добар ден, наставничке! Како сте, добра? Да. Дали учевте денес знаете нови испрашувања? Да. Баш ние него што така слушам. Ајде сега, еве ќе почнеме од Михаела, таа ни е солиден ученик. Стани Михаела. И кажи ми што е тоа? Едно прашање, што е тоа за образување? За образување. Што се збуни се? Не знам наставничке, добив блокада, не знам што ми се случува. Учеше? Цела вечер учев. Ако Михаела учеше, кога сега не знаеш да ми кажеш основна работа за образување. Ајде, за блокадата еве ти тројка. Ајде, Ива, ти учеше ли? Ајде, Ива, кажи ми што е тоа брзина. Брзина? Брзина е векторска величина, односно брзина е изминат пат врз единица време. Таа се бележи со V и стрелка над. Знакот. Формула за брзина е V е еднакво на S врз T. Браво, Ива, седи чиста петка. И еве Михаела може да види како треба да се учи и да се знае. Извинете, само малку ме викна колегата, пред училница су веднаш се враќа. Дали видовте што се случи? Што се случи? Добив тројка, а цела вечер учев. Не ја оставив книгата. Добро ден, на секој му се случува и мене ми се има случајно. Добив блокада, ама буквално блокада. Видовте мене што ми се случи? Сигурно многу се учела. Буквално само една реченица знаев и баш таа ми се падна. Па ти имаше, значи, птен голема среќа. Па среќа си е среќа. Здраво, дечки! Здраво! Учеше ли за тестот по математика? Сега вака ти кажам. Таман мислев да земам да учам и ми текна. Па колкава среќа имам јас. Вчера физика ме паша само за тоа што знае. Биологија исто така, а математика ме пофали. Сигурно ќе имам петка. Јас да бев ти, не би постапила исто. Ама јас имам среќа, значи. Значи, ништо не учеше. Книга не фатив, ај немам зашто. Наставникот. Добар ден! Добар ден! Како сте ме деца? Добри! Учевте математика? Да! Треба математика, знаете? Да. Математиката е дана на која треба секој ден да се удварате. Значи да вежбате секој ден и така ќе знаете математика. Во спротивно, значи ќе останете непознавачи на науката која што е мајка на науките математика. Немој случајно некој да препишувал, зашто јас сум мастер за фаќање на препишувачи. Готово, заврши. Ајде. Дајте ми ги. Се подпишат? Да. Добро. Така. Така. Ще ги тренираме. Добро. Ајде. Значи се гледаме следниот час. Чао. Ариведерчи. Здраво, деца. Здраво! Да ви кажам, од некои сум, од повеќето од вас сум доста задоволен, ама некои
биле катастрофа. Ке си видите, ке си знаете. Видите. Така. Сега јас ќе одам да пијам едно кафе со колешката. Ви го има направено шерветија и доаѓам, разгледате што ќе разгледате и правиме муевен после. Здраво деца, како сте? Добри. Задоволни? Што? Не. Како? Ова не, имам единица. Што, глупост корен од 64, 20, ајде. 12 по 12 120. Кецот ти е сосема заслужен, ќе те молам да те замолам. Значи за друг пат, памет во глава. Но ова не е можно, јас имам среќа. Може, имаш добиено на лото. Не, јас имам среќа, не треба да учам. Јас колку пати му плаќам по недове, значи нямаш. Слушај, среќата нема врска со математика. Математика, како ви кажав ја, секој ден треба да вежбате, така? Да. А башка, среќата доаѓа со знаење. Ако знаеш, и среќата доаѓа. Ако не знаеш, си оди. Дајте ми сега и ја да си одам. Така, стоите, овие ќе дојде комисија, ќе треба да се прикажат, да се покажат кој има кецови, кој има петки. И така. Чекай. Прижам се. Добро. Arrivederci! Ми се потроши среќа, сега ќе треба да земам да учам. Гледайте пета сезона. Добар ден, драги гледачи. Денеска сме со еден многу интересен гостин што чува многу специфично милениче. Тој е еден од ретките соколари во Македонија, Трајче Китановски. Добар ден. Добар ден. Ова е Хари. Добро кажавте јастреб. Американски пустински јастреб од видот на Харисон. И е точно несекојдневно животно за наши услови. Ја сакам да ве прашам што е тоа соколарство прво. Да, интересно прашање. Добар почеток на нашиот разговор. Соколарство по дефиниција подразбира лов со издресирана птица грабливка во координација со издресирано куче. Јас кој ќе порастам сакам да бидам соколар и сакам да ми кажете што треба да правам за да бидам соколар. Па за да станеш еден ден соколар, треба, морам да напоменам, тоа е една ѓаволски тешка работа. Заради тоа што сепак е птица дива и бара да лета секој ден. Прво треба да најдеш човек што е веќе соколар на кој ти е пандем, што би прифатил за да ти биде ментор. Менторството трае 1 година. Од кога ќе учиш за соколарство за таа година дена, треба да си набавиш и соколарска опрема. По тоа веќе птица и на крај може да стане соколар. Јас би сакала да знам што е разликата меѓу сокол, јастреб и орел. Интересно. Па вака сега, јастребот и орелот се од иста фамилија, разликата е само големината, исто значи размислуваат, исто ловат, додека јастребот и соколот има некоја си физичка, например, покрај главата, канџите, опашката, например соколот има крилја прекршени во лактот и наназад. Јастребот баш како авион му се исправен. Тоа е едно, друго, начинот на ловот, соколот лови од висина, соколот е погото сивиот сокол, тоа е најбрзото суштество на планетата Земја, што лета со измерени 380 км/h, може би и повеќе, ама измерени се толку. Јастребот е поспор, он лета до 150-160 км/h, тоа е едно. Друго, јастребот е мајстор да направи маневри во планина, во шума, меѓу пример дрвја, а соколот не знае да се снајде меѓу дрвја и он бара чистина, например, ливад. Исто можам да спомнам дека јастребот е птица од низок лет, соколот е птица од висок лет и он лета во облаците. И орелот исто така е птица од низок лет,
и они летаат до максимум 30 метри. Освен кога дува многу ветар, тога знаат да се кренат нешто повисоко и да кружат, да вртат кругови. Да прашам само, кој е полесен за адресирање, соколот или јастребот? Па тие се различни птици, јастребот е по-див, он е нескротлив, соколот е помека птица, не би рекол полесна, заради тоа што многу, например, поскапа птица е соколот. Но јастребот е инат, он поготово женско тешко се скротува. Соколот е, да кажеме, на некој начин полесна птица. Додека пак јастребот побрзо сваќа. И за мене е попаметна птица. Не дека јас имам. Прва љубов моја. Колку години живее јастребот? Конкретно овој Парабута уницинктус или Харисов јастреб, 25 години, најстариот е се уште жив, живее во Холандија, 33 години. Но морам да напоменам дека тие години се само кога птицата грабливка е кај соколар. Кога е во природа живее дупло помалце, заради разни непогодби, например, не време, ќе улови некој друго животно не изе, нема да јаде 3 дена, четвртиот е веќе проблем, петиот може и да угине. Додека птицата е кај соколар, јаде секој ден и се грижам за секој нејзин пердув, дали се скршил, па има на посебен начин како се става тој пердув. И така да нема од што да умре, освен ако не фати нека болест. Кога е во природа може да живее најмногу 10 години. Додека, као што напоменав, кај соколар може и 30, па и повеќе. На кој начин, како им се кршат пердувите и дали може да им се обноват, да им пораснат нови, или? Да, интересно прашање. Пердувите им се кршат кога они ловат. Например, сега пленот се сокри во некоја грмушка. И он со сета своја сила влегува во таа грмушка, значи, и кога се вбрусува и кога влегува во таа грмушка, тогаш може да му се скрши некој пердув. А ако му фали еден пердув, он е 20% понеуспешен во ловот. Ако му фала 2 или 3, можеме да замислиме дека тоа е веќе проблем и ќе треба да чека година дена, точно дека пердувите му се обновува, тоа се вика митарење. Тоа е еднашка годишно, тоа е летно време, се митарат едно 3 месеци, ама он нормално дека нема време да чека година дена па за да биде гладен и така да у природа заради тоа живеат и помалку. На кој начин лови јастребот? Јастребот лови од заседа, јастребот лови од позади грб, лови многу неферски, додека пак соколот лови ферски и затоа е понеуспешен во ловот. Заради тоа што соколот лета, како што напомена, во облаците и кога ќе го види пленот, он му се вбрусува со сета своја брзина, како што спомнав дека е измерено 380 км/сат, и кога се вбрузува, пленот гледа дека нешто го брка, има време да се сокрие и се крие и бега. Додека пак јастребот лови од позади грб и е бешумен и пленот често пати кога ќе види дека нешто го брка, нема време, веќе јастребот позади него, така да заради таквите навики јастребот е подобар ловец. Што е најголемото нешто што го уловил? Па, да речем фазан, машки фазан или исто така ставорци има огромни кукуцели мачиња, например. Така да он лови гулаби, фазани, еревици, ставорци, значи помали пилиња, ќосеви, сколовранци, тоа. Во моментов Хари колку е стар? Хари на 1 април ќе прави 3 години. Јас го имам од 3-месечно пиле и затоа сме толку приврзани. Он е доста социализиран и питом и немам никаков проблем со него. До сега не направи никаква глупост. На кој начин се брани од непријателите? Непријателите во природата општо значи има плен и предатор, секој е нечи плен, освен орелот. Орелот е тоа што е лавот, кралот на земјата, орелот е на небото. Така да негови непријатели се, можеме да кажем, буфот,
Буба, тој е многу поголем од него и плюс лови навечер и е во предност. Или орелот. Ама добро е што орелот па не живее на исто место каде што живее Хари. Така да, на кој начин се брани? Ги шири крилјата, вика и бега нормално, ако е плен. Која ви е најинтересната случка што се случило со Хари? Па низ овие 3 години сум имал доста прилики и неприлики со Хари. Една случка таква беше на кеот на Вардар, улови он фазан. Ама каде што го улови фазанот не беше достапно местото, имаше многу трња високи по 3-4 метра. Ја некако внатре влегов, до Хари не можев да стигнам и после кога се завртев, не знаев ни од каде влегов и не знаев ни како да се снајдам за да излезам. И требаше 1 сат време, се вртев тука, тоа беше многу така моце чудно, но се спасив. Исто така една интересна случка ми се случи на кеот на Вардар, например, има едно место каде што речиси има жива кал и Хари улови таму ставрец. Јас се спуштив да му помогнам и почнав да тонам. Немаше ни еден човек да ми помогне, да ми подаде например рака. Среќа се појави после некој време еден човек, го викнав и ми помогна, веќе бев до пола, можеби потонат. И тоа беше една непријатно што ќе ја памтам секогаш. Така да соколарството не е лесна работа, треба многу жртви. Има се и се што може да ми се случи. Буквално може да напишам една книга. Гледате 5-та сезона. Дали знаевте дека јастребот има дури 9 пати подобар вид од човекот? Ова е американски пустински јастреб од видот Харисон. Тие ловат на многу специфичен начин. Се редат еден врз друг до 5 единки, најгоре стои женката. И таа почнува да лета напред, а другите сите ја следат и одат на различни страни, горе, долу, лево, десно. Кај овој вид јастреби, женката е алфа, машкото е бета и децата се гама. Поради тоа што женките се алфа, тие во ловот јадат најмногу, а децата најмалку. Најстариот јастреб од овој вид живее во Холандија и има 33 години и се уште е жив. Гледате 5-та сезона. Angelina Jolie, така славна, ќе сум ја.
Тинтири-минтири